Не се така давнешни времињата кога градското подрачје на Скопје со храна главно се снабдувало од околните села – Драчево, Илинден, Стајковци, Крушопек, Шишево, Бардовци и други. За жал, во меѓувреме голем дел од плодното земјоделско земјиште се урбанизираше и од година во година опаѓа производството на храна, пред се на зеленчук. Тоа секако се должи на фактот што се помалку луѓе се занимаваат со земјоделство, а особено младите. Се чини дека најголема жртва на безмилосна урбанизација е околината на селото Бардовци, сега веќе населба. На плодно земјиште секојдневно никнуваат нови градби. Структурата на населението е целосно променета. Од пописот во 2002 година, кога селото броело околу 1500 жители, денес таа бројка е речиси двојно поголема. Населбата е на северната страна од Скопската котлина и има одлично местоположба. Тука минува и реката Лепенец, од која што со вода преку мали канали, така наречени јазови, некогаш се наводнувале околните ниви. Денес тоа не функционира, па земјоделците се принудени да копаат бунари. А земјоделци се помалку. За среќа од староседелците се уште ги има. Произведуваат домати, пиперки, компир, понешто житарица, а најмногу зелка, пошто се и препознатливи. Мирослав Божиновски е стар бардовчанец кој што од дете е на нива и кој што памети многу поубави времиња. Гледате сега у моментов што се случува и како се случува. Двајца сме тука, што имаме павчи, другото е све кој е жетва, кој е неорано, кој е запуштено и така натаму. Еве, сами можете да видите што обработуваме ние и да погледаме, да ги снимиме и пипер, и патлижан, бостан, дињи, тикви, све да снимиме. Сакате да ми кажете дека сега помладава генерација нема интерес за земјоделство? Па речи си дека и нема. Да. И прво не ги интересира. Сите се кој на работа, кој ваму, кој таму. Сега ние што сме малце постари генерации вака, има и постари луѓе, ама тие не се за унива. Ние уште да можеме така да чепкаме тука, да посадуваме, да имаме колку за нас и тоа. Добре, кога бевте млад, земјоделство велиме развиено беше. Во времето околинава на градов го хранеше градот. Тачно. Значи, не само делов на Бардовци, ако отидеме на кај Стајковци, Драчево, сето тоа, така било, нивите се работеа. Така. Се сеќавате на тие времења како одеше пазарот со земјоделските производи? Пазарот беше извареден. Ние, па ќе ви кажам, Косово сме го држеле. Бардовци било претежно у Косово. Така. Таму се продавало све. И пипер, и патлижан, и пари се носело со торби. А сега идеме овдека, пола ќе го вратиш, пола ќе го фрлиш, или... Сега најлесно им е од маркет да си купуваат. Најубаво, најубаво. Еве, може и да се вратиме да проверите кој си влегува и си носи и патлижан, и пипер, и сите тие работи. Неќе да сади. 5 корна неќе да насади, за да иде да си скине како и да јаде. Тоа е проблем. Тука е главниот проблем, а треба практично да се почитува домашното производство. Така е, и нормално. Еве, сега, вие си имате насадено. Ова бавче што има овде сега? Овде имаме, прво ќе почнеме од таму, од тикви. Имаме бостан, имаме дињи, имаме патлижан, боранија, пипер, друг пипер. Значи, све што треба за јадење од зеленчук е тука. Си имате домашно. Така е. Не е прскано ова ништо, хемија нема. Никаква хемија. Никаква хемија. Така треба да прскано е со журка, коприва и тоа му е све. Друго нема ништо. Овде гледам и расат имате за зелка. Да, и тој го спремаме за садење, па ќе видиме да сме здрави и живи. Да, зелка се сади во Бардовци уште, така? Се сади, садат уште, ама претежно идат горе према Лепенец и бушотини што имаат. Така. Садат. Иначе, еве ова поле го гледате, тука нема едино Јоцо што има пумпа и благодарение на него, па и ми ја вадиме капка система. Така. Благодарение на него. Иначе нема вода. Што се случи со вода? Водава е снема. Нити јазови се чистева. Се укина водостопанство. Тоа беше го одржаваше. Ги чистева, водар, имало
вода текло, сега нема ништо, ни водар, ни тоа, ни ова. А и многу градби гледам нови, откако сега на доаѓање видов многу се изградило. Така, Бардовци е проширено и тоа е изградено. Не е нашево село, мислам, многу да е изградено. Тоа е све дојдено, купено, дојдено од страна и... Од страна. Да. Значи се смени структурата на населението во Бардовци. Се помалку стари бардовчани сте. Готово. Па Сега мало е више. гледам таму и поприлично се гради и на земјоделско земјиште. Па градот, како не, еве овде као овој дел што ќе го видите, све е на земјоделско. За жал. А таму може да роди све. Еве како овде што раѓа и таму. А иста категорија, ова е многу убава, втора категорија земја припаѓа. Така, гледам убава ровка. Така. Добро, сега Тоа ни сега друго. еве рековме има и тикви, и бостан, Така, има се. Така. Гледам и доста патлижан си имате и пипер, овој пипер веќе готов е за си берете ово. Не, овој не го береме сега, чекаме да се црве. И за црвен. фрижидер. Иначе зелен пипер не е сладок за јадење. Така. И вие знаете тоа. Кога ќе се црви, тогај ќе се пере, ќе се пече и у фрижидер. Црвениот Ако го пипер е со точува- повеќе да. витамин. Така е. Го печело сонце цело Така е, време. Така е. Така да Само поздрав. Господ да го дочува и А ќе има. со што му правите заштита? заштита нема ништо, само журка. Само коприва. Пршка, само коприва. Друго нема. Природен начин, Природно целосно. све. И вода капка систем и тоа. Добро, ова бавчава па и не е мала. Ви помага некој? Па жената некогаш, ама претежно јас сам. Еве како Јоцов таму заедно, ќе дојдеме, ќе се здружиме прво и Така. после тераме сами. А синов Дуле? Дојде. А и тој некогаш помага, ама Да. има други обрски, он не може да А да. добро, ба Дуле се фали со патлиџани и со пипер. Па добро се пали додека уште ние можеме. А, така ли? Иначе, после ќе видиме и така. Добро. Си имате тракторче овде гледам. Имаме, Тракторче да, овде служи. Да, добро е, досега фала. Старо ИМТ, Старо е, ама ама врши работа. за нас е добро. Овие се покажаа најдобри. Фала Богу. И сега, поново не ми ни треба. Така. Имам две внучиња, тие си учат школо, едниот медицина заврши се лаборант, другиот е фудбалер, во Така. академија ќе оди и тие нема сигурно да дојдат да копаат овде. И ја не копам више, гледаш тактика слама. Да. Е. Ова против трева. И Добро против вие, трева, и и за- влагата. и влагата ја задржува. Ете така, ете, тука има и тука марифети, не само... А, без Не. марифет нема да ја биде. Мора да има марифет. Ето, Добро, еве и боранија, све има, све има. А одлично. Одлично. Еве велиме вода слабо има, луѓе се помалку има за работа. За работа, така е. Заминува населението од местово? Или тука се па не, има, сакаа да има работат? доста што има отидено пространство, мислам, кој Германија, кој ваму таму има. Има и доста и од тука отидени Аха. староселци. Има, Има за значи. работи и има заминато, да. Ова е златно место, Скопје на 10-15 минути од центар, Така е. сте оддалечени. Тони, ама луѓето неќе да работат. Мисли дека му е полесно таму. И така. А работа има и овде за сите, кој сака да работи, кој неќе да работи, ќе наоѓа изговори вакви, такви. Јас сум работел у бетон, столар, 42 години. Од дете и сум се пензионирал. Па останавме тука, не отидовме нигде, ни надвор, сум бил по странство, мислам. Така. Од преку фирма сме работеле, све тоа. И еве, сега ова ни е поубава занимација, него било што друго. Апсолутно. Ето. Ем сте цело време во функција, си ја работите Ама земјата. све тука, така, нормално. Така е. Чуваме и прасиња, некое коковче и така. А, си имате и животинки Да, по имам, да. Па значи вие со домашна храна скоро се имате, ретко нешто купувате, така? Нема, леп може да се купи, а и тој поредко, пошто и дома и си месиме тоа. брашно Одлично. месиме, Еве, ќе работи. Поздрав до домаќинката што Да. меси леп. Месиме, да. И сукат, и месат, и свака част за тоа, нема проблем. Одлично. Така. Значи, си имате месо, Све зеленчук има. имате се, Ова јајца, година кокошки. капиталец сме заклале од беше маторица 320 кила. Влагата Леле. од побратимот не ја држеше. Која е голема. И сега имаме 4 помали се сега, пошто тие Аха. ги, големите ги. Абе, ај што сте ја закладе, ама тоа треба да се изеде. Е, па се јаде сега полека. И Така. беше се 6 души, Па добро. сите кркаме. И така. Добро И е. тоа ето. Вака, реално, на село е убав животов. И Не, особено убав, што сте прекрасен. Да, Прекрасно. приградска населба сте. Значи,
Не ви фали ништо. Ништо не ни фали. Све си имаме. Доколку има поголем ангажман, еве, како семеен бизнис сето тоа да биде на еден начин, може да се живее од земјоделство? Може, зашто да не може? Овдека ја не верувам дека се сите земјоделци. Овде се сите вработени, а и ова им е дополнителна ова е дейност. дополнително, а сите работа, сите се вработени. Так. А работа има, па ќе речеме за сите, само кој сака да работи. Иначе у Бардовци нема мислам нашето село, зборам за село, таму веќе не го рачунам ридот. Так. Тука нема незапостен човек некој. Едино што неќе да работи, па останал така и се врзал на ова. А иначе ова му е све дополнително. Така, а стока вака се чува, освен еве А чуваат, свињи и кокошки? има. Тука некои 2 фарми има. И тоа, а иначе свињи си чуваат у селото. Чува. Да. Сите не, али кој има услов, чува. И така. Вие важно да ве служи здравје, ќе продолжите да си терате со работа. Здрави, живи само, додека можеме ќе Ќе работи. Така. И за деца и за внуци да знаат што јадат. Нека има, чисто. се знае што е. Така е. А тоа е најважно. Така е. Само што го привршивме разговорот со Чичко Мирче, на соседната нива дојде Јовиц, негов роднин. Пред неколку денови нивата ја засадиле со зелка, па сега решил да ја полева. Ние сега кога поминавме вамо, гледам Јоце нови градби, многу сте се расшириле. Земјоделието останува најпосле и последно ќе биде земјоделието, а се е удрено на градба, се е на бетон. За жал. Да, сега се снимаме. Да. Останавме неколку души што работиме, до кога ќе биде, како ќе биде, не знаеме. Аха. Добро, Јоце, вака сега. Може по друго не сте многу познати, ама по бардовска зелка за ставање за расол, за кисела зелка сте прочуени. Старо семе имате уште? Ова сега што е садено, првата реколта, ова е хибрид. Аха. Ова ќе иде на пазар и на кванташки, а старото семе ќе почне да се сади од викендот. Таа што е за туршија поршуената зелка, таа е за викендот планираме да насадиме. Имаме една парцела, тука половина и уште една таму имаме парцела. Па добре, ама гледам овде голема квадратура. Па садам јас скоро не пун хектар, не дека околу хектар. Аха. Се бориме, што да ти кажам. Иначе сум земјоделец, ама као дополнителна дејност. Така. Работам од мали ноце. Не знам што да кажам, значи приходите се многу малку, трошковите се огромни. Еве сами сликавте дека наводнуваме со мотор, струјата еве, ама струја никогаш нема да добиеме. Мада законот кажа дека може со струја тука, може да се дозволи струја. Ама каде е проблемот, Јоцо? Евана не дава? Не е проблемот у Евана, значи уште пред 15-16 години почна земјиштето да се трансформира. Дадовме за трансформација, него ќути, не знам дали администрацијава не работи или што е, како е, не знаеме. Значи треба да биде, сега рецимо, ова е половина, пола е моја, пола е на брат. А таа е таму е на Чичко, ја ги работам сите. Меѓутоа, една половина од ова ти трансформира и другото усреде не го трансформира. Значи уште 3 парцели имам такви, сите сме заедно, што не ги трансформира. Зашто, како? Не знам до кого е проблемот. Значи не можеме да земеме субвенции. Субвенции постојат, ама не доаѓаат до нас. Зошто, Јоце? Па прво он прво те прашува чиво е земјиштето. Не му е битно кој производител е, што произведува, како произведува, него му е битно чива е земјата. А земјата не може да се трансформира затоа што дали немаме администрација или не работи администрација. Све се тие административни работи. Не знам што да кажам. И сега значи, не добивате субвенција? Нема ништо од субвенција. Зелена нафта постои, ама не знам ја каква е таа. Сега рецимо Зелена? Не знам ја каква е таа зелена нафта, не постои. Рецимо со овој мотор ја ќе потрошам годинава најмалку 1 тон нафта. И многу имаме расходи. Имаме исто за ѓубрива расходи.
Ќе земеме можда околу 300.000 денари, ама 5 члена, и ќе ни се фати недека по 60.000 денари на 5 месеца. Со 5 месеца, значи месечно ќе ни биде 10.000 денари. Значи тоа е нула, што да кажам. Тоа е, производот ни е многу добар, муштериите се исти остануваат, додека има муштери може ќе работиме, ама годините не навасуваат, сега имам 55, може ќе работам уште 5-10 години, ќе знам толку. Тоа е. Јоце, добро, ама во секој случај имаш желба да го работиш, ова те влече и ви треба само мала поддршка за дополнително да сте мотивирани. Може би треба малку поголема поддршка. Ова го работиме уште од мали нозе и ќе го работиме и понатака додека постоиме. Понатака не знам, децата дали ќе работат или не. Што ти викаат децата? Децата ми викаат, ќе ти дадеме колку ти треба пари, само не иди, не се мачи, не работи. Ете тоа е. Колку треба ќе ти дотираме, ама учени сме од мали нозе, од 7, од 10 години сме по полињава и работиме. И мака ти е да се напушти земја. Не ја напуштаме се уште, ама до кога, како ќе издржиме, не знаем. Добро се вака. Еве, ова е сега нива со зелка. Така. Расадов чифе. Лично си го произведуваме расадот. Рековме, ова семе е хибридно, си го купуваме, малку повеќе кошта, домашното си е ичпари, ние си го произведуваме самите и муштериите. Значи има и некои муштери што се сака од потврдата зелка, има муштериите што се сакаат таа брзо, побрзата што стигнува, да. Да, помека е таа. Потенок е листот и од ова е малку побавна, сигурно со месец дена ќе касни. Ама е покрцкава, така? И блага и сочна се, меѓутоа ова ќе иде за на тезге, за на пазар, не иде ова за ставање. Тоа е, или па ако се става, ќе закасне сигурно месец дена, а иначе е прекрасно, убаво. Убаво сработено, све направено, се како што треба. Еве сега сме втора половина на јули. Јоце, кога ќе стигне ова, кога ќе биде спремна за продажба? Па сигурно ќе биде недека 1 октомври, 5 октомври, така нешто. 1 5. А другото ќе стаса недека 1 ноември, така нешто. Таа сега што ќе дојде. Добро, сега малку потопло е време во наесен, така да зимниците сега се ставаат крај на ноември тамо некаде. Во просек. Некои си го држат тоа старото рецепт, старо се ставаат. Младите може не ни ставаат, ама сега не знаеме што ќе биде. Ние да произведеме, па сега ако ја произведеме сигурно ќе ја продадеме. Ако не е 10-5, ако не е 5, може 15, важно. Така. Не ни останала никогаш. Нашата пошто е, да речеме, како Брентли, како Подраче, не знам. Познати сте вие. Цело Скопје доаѓа зима. Зима дури од нива доаѓаат луѓето. Прочуени сме. Си имаме еден круг на муштерии. Има доста производители на зелка сега? Значи, дали останаме у село 5, 7, 10 души преку сила. Значи, тие другарите што ми беа што саде околу мене, полека откажуваат со по 3000 квадрати помалку и тоа. Еве Тони сади, например, да го поздравиме и Тони. Тони мораме да го поздравиме, Тони е исто као мене вака. Него нешто ми стагнира годинава, сака 1-3 декара помалку да сади. Дали ќе додржи да насади помалку, не знам. И нему тоа му е дополнителна дејност. Него му е лично дополнителна дејност, ние тоа е тоа. Добро, Јоце. Кога ќе ги направиш калкулациите, која цена би била вака пожелна наесен да се прода зелка? Ова е хибридов, да речеме, има килажа. Ова е лиена, ќе биде 1 до 1, ќе има така, ќе биде потешка. Да, значи ова е да биде и 15, и 20, и 30, убава цена. А да речеме таа старото семе бардовската, таа не е една иста, има една 3 кила, една 2, 2 нема и затоа е таа поскупа. Да речеме ваква да насадам 1 декар, како бардовска 3, 1:3 е разликата. Толку разлика во тежина има? Така, тоа е. Ова сета ќе биде, сета. А бардовската, ви кажам, значи една бива до неа уште една, после едно мало, па 2 нема и тоа е тоа. И затоа некои луѓе избегаваат да ја садат, ама пошто муштериите ја бараат и мора да ја садиме. Значи таа да е 60 денари е ефтина, ова да е 20 денари е скапа. Така. Тоа е разлика. Аха, и затоа повеќе подоходовна е ова. Така. И затоа повеќе преминувате на ова. Така. Да речеме таа е од наше старо семе, а ова е хибрид, што да кажем. Добро, Јоце, еве вода имате бушотина овде, значи црпиш вода, наводнувате. Колку пати, например, ќе треба да се наводнува во просек? Секој трети ден. Секој трети ден? Секој трети ден. Па тоа е голем ангаж. Па ви кажав, најмалку 1000 литра нафта ќе ми отиде.
забележуваш низ годиниве наназад дека климатскиве промени прават проблеми? Прават проблеми, да речеме сега дадовме вода и на водава одма ќе се створи вошка, одма ќе дојде вошка. Прво вошка и вошката кога ќе нападне ќе ја сгужва, мора да ја третираме. А ова промениве се нагли. Не знам и како издржува ова растение на оваа температура. Ние ставаме се што треба, се идеме по рецепт, ама како издржува јас самиот не знам. Значи промениве си го прават своето. И Јоце, големи температурни разлики има помеѓу ноќта, особено утрото да речеме, и денот пладне. Имаше сега пред овие неколку дена, имаше разлика, меѓутоа сега за некој ден ќе биде и ноќта ќе биде топла, по мене. Аха. А оно кога е поладна, поесен, многу ќе одговара климата, ако е поесеникава. А иначе топло на никого не одговара. Апсолутно. Заштита некаква има потреба да се прави? Мора да се напрска ради бубачката. Аха. Значи, има вода, има сонце и таа се ствара. Колку и да ја бркаш и на природа, гледаме што помалку да користиме тоа. Ова бакарни препарати нема потреба за ова. Така? Ако му ставиш после нова врќина, уште толку ќе го расипеш. Значи само третирање против вошка. Еднаш, два пати, три пати си има средства кои има каренца 2 дена, 3 дена. Така, и се дозволени. Така, тие што се дозволени, тие што не се дозволени, не можеш да ги ставиш, не можеш да ги најдеш и тоа е тоа. И сега има кога е прва година на некој производ е добар, до трета, четврта. После тоа го калемат и џабе купува го џабе. Само пари трошка. Сметаш дека влегува во држава неквалитетен семенски материјал? Има и такви случаи? Сега да речеме, ние ова семе идеме од Србија да зимаме. Ова хибридо, домашното си е домашно. Не сум взел уште од тука вакво семе и не знам што да ви кажам. А добро, покрај зелка, садиш уште нешто? Имам тикви 3-4 декара, имам околу 2 хектара житарица, имам детелина околу 2 хектара. Чуваш и стока нешто? Чував, сега више замрето. Нула. Аман, Јоце? Нула. Ништо, ни свинче, ни кокошка, ништо. Иначе чуваме 5-7 крави, 3-4, 5-10 свињи, од тоа ништо. Нула. И ова ќе завре за некоја година и нема ништо. Добро, Јоце, види, да бидеме реални, треба и поддршка за сето тоа, треба повеќе луѓе да се ангажирани. А ти ми велиш дека главно сам ја бркаш работава, така? Со децата, жена ми и снашка, значи 5 души работим. Иначе кај ќе ја наследиш оваа само, види колку порано. Так. Само овдека има 9000, а до 30.000. Значи во секој случај имаш помош од дома. Да. Па тоа е добро, колку толку. Да. Сега они ќе бидат земјоделци дополнително денос, ја више каде, готово, стара, више 10 години, кај ќе бидат способен за работа. Добро, еве, кога ќе дојдат тука, доаѓаат онака со мерак да сработат или велат дај што побрзо да завршиме со оваа работа? Дај што побрзо да се заврши и да си одиме, тоа е тоа. Рецимо сега ќе продадеш 2 тона јачмин, ќе земеш 20.000, 24.000. Каде е супот? Нула. Колку е цената на јачмина? 12 дена. Катастрофа. Со 20.000 што ќе купи? Ти викам што ќе работиме 6 месеци, имам 10.000 денари од неа месечно. Ја, едниот син, другиот жена. За 10.000 кој ќе му кажам на некого ќе земе со стапке туде. Кој би работи? Никој. Ама ете работи. Тоа е. Тие се приходи. Што има издатоци, добро, моторот менјаш еднаш годишно. Нема да издржи, тој 1000 литри нафта и дали ќе истера и сезоната. Ќе тракира, тој има 2 литра резервар. А за струја тешко. Нема струја никој. А постои законот дека треба струја да има. Тука и кога е струја многу поевтино ќе биде, многу поекономично ќе биде. А вода има редовно? Бушотина ние самите ја правиме. У секоја нива направи бушотина. Да има вода, ајде си мислиш ќе работиш, се млад ќе бидеш, ама нема. Вода нема, имаше јазви, тоа нема. Кај и водна заедница за 5, за 10 души, кај ќе ти прави јаз, кај ќе ти чисти? Не знам и дали е жива таа, умрена ја изгледа водна заедница. Не постои, не знам. Добро, сакаш да ми кажеш, значи, кога ќе ги генерализираме работиве, конкретно еве за бардовци, дека земјоделство и сточарство веќе полека е во изумирање? Рече си умре, не во изумирање, умре. 2 фамилии дали чуваат, може тие по 2-30 крави, 2-3 фамилии, еве 5 нека се. 5 фамилии, 10 произведуваме зелка.
Тоа е тоа. Иначе сме биле гиганти, не зелкаме, патлиџане, дињи, не лубеници, све. Ама немаш, готово. Поевтино е да се увезе, ама добро и ако увезуваме, ама да има од кај да увезеш, ако нема и од таму кај да купиш. Ама станавме увозно зависни. Така, еве еден пример, еве болница Бардовци, 20 хектара. Производство патлиџани, дињи, пипер, све живо и диво. Ке дојде директорот, он нема есап да има производство, него му е полесно, Мик Свети Николе, Ука комерцува тоа. Колку е 5 динара? Дај ми го соседно. Зашто да произведу? 20 хектара има и они произведуваат све и они оставаат. Сега нема ништо. Нема ништо, там трава има колку мене. Ова овде малку што е сработено, иначе другите не можеш да ги најдеш, не можеш да ги видиш нивите. Дали дека сум ја тука сум позачесил и тоа е тоа. Земјата не ве остава ниту гладен, ниту сиромашен. Само треба да сакате да работите. Пред 50 години фамилиите се ценеа по тоа колку ниви имаат, колку жито ожнеале, колку добиток чуваат. А и невестите често пати во мираз добивале нива, крава, конј, рачно ткаени веленца, јамболи, везени гоблени и слично. Но денес се други времиња со други вредности. Богатството се цени во станови, џипови, скапи часовници и телефони. Бардовци е одлично место за живење. Се уште е задржан селскиот амбиент, а е оддалечено само 10 километри од центарот на градот. Староседелците, кои што за жал ги има се помалку, произведуваат домашна храна, а дојденците ја купуваат затоа што знаат дека е квалитетна.